Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме зеленчук пржен со мешање. Јадењата пржени со мешање секогаш се добра идеја кога немате многу време, а сакате да сготвите здраво јадење. Со делимано вок тавата на брзина можете да приготвите фантастичен оброк. Дали знаевте дека вок тавата е измислена во периодот кинеската историја кога имало недостаток на гориво, а вок тавата обезбедила начин за брзо готвење со малку гориво. Тоа е оригиналната брза храна. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба една жолта пиперка, еден голем морков, една мала главица брукола, една голема главица црвен кромит, 200 грама ориз, соја сос, сол и бибер и маслиново масло. Прво ќе го ставиме оризот да се вари. Ставете го оризот во зовриена вода и засилете го неговиот вкус и боја така што ќе додадете малку соја сос во водата. Време е за сечкање. Многу е важно правилно да го исечкаме зеленчукот за да го подобриме вкусот и презентацијата на јадењето на крајот. Одсечете ги страните од пиперката по должина и парчињата исечкајте ги во форма на тенки прсти. Потоа исечкајте го црвениот кромит на прстени и извадете ја средината од главицата. Откако претходно го излупивме морковот, повторно го земаме ножето за лупење и по должина лупиме дебели парчиња од морковот за да добиеме ленти кои изгледаат прекрасно и побрзо се готват во вок тавата. На крај, расцепкајте ги цветовите брокула на помали парчиња. Време е за вок. Сега сме спремни за пржење со мешање. Прво, додека вок тавата се загрева, ставете во неа маслиново масло, а кога термосензорот ќе ви покаже дека тавата е жешка, во неа ставете го и зеленчукот. Мешајте без престан за да не загори зеленчукот. Во почетокот на пржењето ставете обилна количина соја сос, онолку колку што сакате. Запомнете, соја сосот е природно солен и затоа не мора да додаваме сол. Продолжете да ги мешате и превртувате состојките. Вок тавата е одлична за оние вешти движења на раката поради нејзините мазни закривени ѕидови. По 6 до 7 минути ставете го капакот на вок тавата и оставете апареата да го заврши процесот на готвење. Време е за сервирање. Јадењето го сервираме така што со помош на кружен калап ставаме ориз на средината од чинијата, а потоа зеленчукот го ставаме врз и околу оризот низ целата чинија. Ќе се изненадите колку ова јадење е добро. Толку едноставно и брзо, но ќе посакате да сте направиле повеќе. Избравме природно сладок зеленчук како што се пиперките и црвениот кромит, кои одлично се комбинираат со солениот соја сос. Ова јадење е мелем за очите и празник за устата. Вок тавата бргу ќе стане едно од вашите омилени помагала во кујната. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.